Текстилниот сектор се соочува со најголемиот пат на вработени во последните 15 години. Драматичната економска криза во Германија се рефлектира и врз оние компании кои традиционално се поврзани со овој пазар. А јас би рекол имаме убрзан пат предизвикан од падот на побарувачката во Германија, заради тоа што текстилната индустрија, особено производството на облека као подгранка у текстил, од 2010 година има некој благ пат секоја година, ама тој пат се движи 1, 2 до 3% максимум, а додека последната година е 14. Бројот на вработени се движи некаде околу 28.000, што е драматичен пат во однос на годините, во најдобрите години кога се движел над 60.000 вработени во текстил. Излезот и спасот на она што може да се спаси е следниот. Излезна ситуација единствено може да се очекува евентуално со стабилизација или прекратување на војната во Украина и подигање на оптимизмот на потрошувачите во Германија, затоа што мора да сватиме дека во држава во која секојдневно се зборува за скривници, чистење на скривници, складирање на храна или нуклеарен напад, луѓето сигурно дека нема да излезат надвор и да купуваат текстил. Синдикатот бара ново покачување на минималецот. Дали текстилните компании ќе можат да го поднесат со оглед на повисоките давачки кон државата? Новото паушално покачување што го бара синдикатот на вистина воопшто не држи вода. Тие на најниско платените работници ќе треба да ја зголемат платата драстично, но проблем е што не може да ја покачат платата на добрите работници, па ќе се случи демотивација која ќе доведе до падот на продуктивноста, што се случи во годините која имавме пораст на минимална плата од 15-18.000. Но турбулентните економски движења, мотивирани од војната во Украина, на текстилството во Македонија му донесоа максимална независност.